Министерството за здравство заедно со Сдруженијето Борка оструми се ја почнаа кампањата за подигнување на свеста за ракот на дојката во земјата. Лекари од клиниката за радиотерапија и онкологија од Скопје зборуваа за болест и уште еднаш порача дека само раната детекција преку мамографски прегледи може да дадат резултати. Секоја промена на дојката, видно жената треба да се јави кај својот матичен лекар и да прави прегледи, ехо на дојка и мамографија, секако нели над 40 годишна возраст, бидејќи било каква промена може да резултира појава на некое малигно заболување. Заради тоа не треба да чека, да се јавува на лекар, да прави скрининг прегледи, затоа што раното откривање значи излекување. Кампањата за подигнување на свеста за ракот на дојката ќе се реализира и по средните училишта, бидејќи се помлади лица страдаат од оваа болест. Ова е кампања која што нема само да ги допре повозрасните, туку исто така ќе иде и низ сите средни училишта. Веќе се 36 за почеток како пилот проект најавени, така да и младата популација ќе биде свесна за начините на превенција, затоа што останува збор за повеќе различни видови на карцином. Министерот за здравство Венко Филиче истакна дека пациентите се обезбедени со потребните лекови и ортопедски помагала. Почната е постапка за набавка на 8 мамографи во земјава за рано откривање на ракот. Во рамки на Министерството за здравство почнавме и постапка за набавка на 8 мамографи. Тоа се апарати со кои што се прави рана детекција на ракот на дојка. Искрено се надам дека после дистрибуцијата на овие мамографии ширум земјата, уште повеќе ќе го заактивне превентивниот програм и уште поблиску ќе ја донесеме таа рана диагноза до жителите на целата наша држава. Целта на кампањата е активно вклучување на сите релевантни засегнати страни во создавањето здрава популација, свесна за ризиците и предизвиците, информира од Министерството за здравство.